Се враќаме со содржините или проширените содржини од она што ви го најавивме на почетокот од дневникот. Првата содржина за денес е ваква. Штипската клиничка болница доби донација во висина од 20.000 евра. 4 апарати за поставување на брза и точна диагностика се наменети за одделението за уво, нос и грло. Новата апаратура, оваа здравствена институција, ја доби преку програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија, а статистиката покажува дека над 650 пациенти од истокот се прегледуваат кај специјалистите на ова одделение. Одделението уво, нос и грло денес се поднови со 4 нови апарати во вредност околу 20.000 евра. Новата апаратура Штипската клиничка болница ја доби преку програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија во рамки на проектот Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап во координација со Источнопланскиот регион. Тоа се 4 типа на апарати. Едниот е видеоназофарингоскоп, тоа е флексибилен апарат, што возможува кај дечињата диагностика на соодветните патолошки состојби, стробоскопот, вакуум аспираторот и, ако не грешам, станува збор за тимпанометрот, кој што возможува исто така диагностика од оваа област. Досега Штипската болница не располагаше со вакви апарати, па пациентите од истокот беа приморани да патуваат до клиниките во Скопје. Ќе имаме подобра диагностика, подобри резултати во понатамошното лекување на пациентите, вклучувајќи диагностики од типот на ларингиални карциноми. На денешното примопредавање на опремата, раководството најави дека во наредниот период, со помош на Источниот плански регион, Штипската болница ќе добие и нови донации. Статистиките покажуваат дека месечно над 650 пациенти од истокот се прегледуваат кај специјалистите од ова одделение. Здравата животна средина не зависи само од тоа колку хемиски е загадена, туку пред се зависи од тоа колку ние ја загадуваме. Европскиот стандард за чисти води и за чисти отпадни води е одведен некаде таму крајот на 90-тите години. Задолжително е во сите поголеми градови од 50.000 жители во водотеците каде што истекува отпадната вода да има пречистителни станици. Најдалеку отиде таму Чешка, која како и не имавме друг систем, но нивната грижа кон животната средина или воопшто така нареченото културно равниште изгледа поголемо, но сепак некои работи се придвижуваат. А се работи за тоа што општина Штип обезбеди донација од 1 милион евра за изработка на проектна документација потребна за изградба на пречистителна станица за фекални и отпадни води. Изградбата на прочистителна станица за отпадни води за Штип е императивен приоритет. 1 милион евра донација за изработка на основен проект се обезбедени. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев е оптимист дека проблемот со колекторскиот систем ќе биде решен. Ние веќе добивме 1 милион евра, средства грант, заедно со Велес, и Велес доби 1 милион евра, се прави веќе проект. Проектна документација, значи основен проект се прави. Парите се добиени грант преку Министерството за животна средина, затоа што за мене како градоначалник приоритет секако беше најнапред да се реши отпадните води од Берово, Пекчево, Делчево, Македонска Каменица, Виница, Коченик, Карбинци и така натаму, сите населени места узведно од Брегалница, затоа што тие контаминираат Брегалница, а ние нека бидеме последни. Така да мислам дека проектот веќе се работи, ќе биде наскоро готов, кога ќе заврши проектот, ќе аплицираме за средства, ние веќе разговаравме и со еврокомесарот, знаете баш на оваа тема, затоа што една прочистителна станица по сите стандарди за почистување на фекалните отпадни води зборуваме, кошта некаде над 10 милиони евра и мислам дека тоа е наш приоритет во наредниот период. Важно сега работиме проектна документација, добро што обезбедивме 1 милион евра и наскоро ќе имаме еден одличен проект, со тоа што тој проект не ја фаќа само да речеме примерната мрежа, ја фаќа дури секундарната мрежа на ИАПА-ИСАР. Истовремено целосно ќе се прави и секундарна проверка на колекторската мрежа. Проверуваме комплетно каква е состојбата на сите инсталации, во пакет да го решиме се тоа. Значи главниот колектор, да ги решиме сите пристапни цевководи од колекторот и на крајот да се направи почистување на отпадните води во нашиот град. Проблемот со отпадните фекалии е актуелен во сите градови на Источна Македонија. Со изградбата на прочистителни станици ќе се заштити и природата, а Македонија ќе фати чекор со еколошкиот сегмент.
Оно што е многу важно во денешната економија, а тоа се банкарските стапки и пласирање на капиталот. Така е во светот и кај нас. Впрочем, според статистичките податоци, 3 пати повеќе има капитал во финансиски износ или така наречен финансиски капитал, отколку што има во материјалниот свет. Но има овде и некои други законитости. Ајде да видите зашто се работи во овој прилог. Домашните банки имаат вишок пари што нема каде да ги пласираат. Каматите се пониски, а задолжувањето на домашниот пазар е поотпорно на промените на курсот на девизните пазари, велат економистите. Во овој момент поисплативо е задолжување на домашниот отколку на странскиот пазар. Велат експертите, откако министер за финансии Драган Тевдовски пред околу 2 недели изјави дека размислува дали да се издаде еврообрзница за покривање на буџетскиот дефицит за до година или тоа да се прави преку домашни задолжувања. Се прават пресметки на кој начин е поисплатливо, односно како државата ќе плати пониска камата. Во прилог на домашното наспроти странското задолжување зборуваше и гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов при презентирање на извештајот за работењето на Народната банка во 2016 година пред Собраниската комисија за финансирање и буџет минатиот месец. Тој рече дека сега е важно да се стабилизира јавниот долг и го советуваше министерот да се задолжува на домашниот пазар што има вишок пари. Владата вечерва се задолжи за 27,2 милиони евра, 3 милиона евра повеќе отколку што бараше, а денеска за враќање доспеваат 7,8 милиони евра, односно направен е нов долг од околу 20 милиони евра. Според последните податоци на Министерството за финансии, јавниот долг на крајот на март годинава бил 4,74 милиарди евра, односно 46% од БДП-то. Од таа сума 3,28 милиарди евра, односно речиси 32% од БДП-то се надворешно задолжување. Ова приказ на ова зборување за задолженоста има ракурс на оние кои тоа го гледат. И економистите велат дека не е важно колку си задолжен, но како ќе ги враќаш, поточно како си ги потрошил, а во светот на економијата е многу важно и кај кого си се задолжил. Затоа веројатно гувернерот Богов има право кога вели дека треба да се задолжува или да се користи домашниот финансиски пазар. Ке видиме како новото Министерство за финансии и новата влада ќе се справи со долгот и на кој начин ќе ги сервисира потребите во буџетот. Навикнати сме да се враќа или да се задолжува повеќе отколку што доспева на истиот ден, но и тоа не е толку важно, освен во политичкото припукување, важно е каде одат тие пари и дали можат да се вратат на задоволство на граѓаните. Енако долгот се зголемува. А долгот е лош другар, нели? Тоа беше тој прилог, а во следниот прилог имаме уште едно сообщение од општината во кое што ни кажуваат дека во тек е повик за продажба на градежни парцели во општина Штип. Аплицирањето е до 8 август. 8 од парцелите се со намена за изградба на колективни стамбени згради, 2 за изградба на деловни објекти, 1 за бензинска пумпа и 2 за лесна и незагадувачка индустрија. Парцелите за изградба на колективни стамбени згради се 7 со локација во населба Сењак 4, 1 е во населба Пребек, со деловна намена се со локација во место викано Стари Бунари. Локацијата за изградба на бензинска пумпа се наоѓа на магистралниот пат М6 близу селото Драгоево, а дека парцелите пак за изградба на лесна и незагадувачка индустрија се со локација во населба Пребек и во селото Суво Грло. Почетната цена за надавањето ќе се движи различно во зависност од намената и почнува од 61 денар па се до 2300 денари. Ги потсетуваме заинтересираните лица дека пријавите за учество на јавното надавање може да се достават најдосна до 8 август 2017 година на интернет адресата www.gradežno-zemјиште.mk, а надавањето ќе се одржи на 10.8.2017 година со почеток од 8 часот па се до 11 часот. Во средните училишта во државава се спроведува второто пријавување во јунскиот уписен рок. Резултатите за запишаните ученици ќе бидат објавени утре. Во вториот рок има 24.529 слободни места. Уписот во некои гимназии и училишта од медицинската струка е завршен. Оние кои нема да се запишат ќе имаат уште една шанса на 24 август, а училиштата кои во двата рока нема да ги пополнат местата
ќе запишуваат ученици до 31 август. Само да напоменеме овде дека според законот средното образование е задолжително, според законот кој е донесен веќе далечната 2008 година. И една вест од културата. Кога сме кај културата, не можеме да не се сетам на големиот Јован Чирилов, кој некаде таму на почетокот на 90-тите години во едно свое излагање велеше дека културата е одлика на цивилизациите. Потребата на еден цивилизиран човек да биде дел од културата или да ја конзумира културата како собствена потреба е доказ за неговата меѓучовечност, поточно потврда дека живее во цивилизирано, организирано општество. И она што уште тогаш беше симптоматично е тоа дека младите луѓе денес, работници во културата, велеа пазарот ќе го реши квалитетот и начинот на финансирање на институциите. Но мудриот Јован Чирилов вака одговори: а кој пазар? Прво треба да направиме пазар, систем на вредности, а после да ги одредува тој културните достигнувања. Дотогаш државата мора да има главна улога во тоа, во поставување на целите кои не се ја интересираат како производ во оваа држава на културно ниво, на задоволство на низините граѓани, но и како еден извозен производ што е доказ за времето и живењето на луѓето во оваа држава. Ако некои од писателите, сликарите, уметниците, глумците не задолжиле од 70-тите, 80-тите години, денес велеме дека тоа е нашиот идентитет, така треба да го направат и од новите генерации. Но една друга многу важна работа е, што јас овде ја иницирав во Ирис телевизија, им стана навика на управителите на институциите од државно ниво, од културата, да свикуваат пресконференција и да даваат отчет. Поточно да кажуваат што сработили. И повторно прашање: а што треба да работите? Да си ја завршувате вашата задача. Наша работа како новинари е да ја прашуваме каде ги потрошивте нашите пари, зашто ги потрошивте и дали ги задоволувате потребите на денешнината или на времето. Впрочем, вие сте поставени на чело на институции кои имаат долги традиции. Така ли? Зашто се работи, еве го овој прилог, каде што се вели дека по 9 години актерите на Штипскиот народен театар со 2 представи се вратија со награди од фестивали. Минимален ќе биде ангажманот на Центарот за култура Ацо Шопов во Штип на манифестацијата Штипско културно лето. Причините се од технички карактер, оцени на денешната пресконференција директорот Миле Вратеовски. А истото тоа, Штипско културно лето, постои повеќе од 30 години. Имаме ли право ние кои во ово време живееме да го минимализираме или луѓе кои не се дел од Штипското културно милје да го спуштаат на, не знам, игранка или нешто слично? Ова е моето размислување. Придружете се и вие како граѓани на Штип. Штипскиот народен театар на публиката можеби не понуди поголем број на премиери на сцената, но по 9 години двете нови представи Лазаревото писмо и На дното донесоа награди од фестивалите Војдан Чернодрински во Прилеп и Фијат во Црна Гора. За прв пат се играше и Ричард III од Шекспир, оцени на денешната пресконференција директорот на Центарот за култура Ацо Шопов Миле Вратеовски. Дури и последното гостувавме со представата Ричард III на фестивалот Шекспир Фест во Битола, каде што мислам дека имаме и видеоматеријал кој што наскоро ќе се најде и на веб страната и на Facebook страната на нашата Facebook страна, каде што се случи 4 пати публиката не враќа на бис на аплаузот. Вратеовски вели дека актерите од Народниот театар со представата Отворач на конзерви ова лето ќе гостуваат на фестивалот Актер од Европа, кој ќе се одржи во Ресен, а кон крајот на август и на доирански ракувања. Центарот за култура Ацо Шопов оваа година ќе има минимален ангажман околу традиционалната манифестација Штипско културно лето. Според Вратеовски, причините се од техничка природа, како што вели тој, поради недобро поставени клима уреди, не сака публиката да седи и да гледа представи во топла сала. Во овие горештини е самото ладење во зградите, кој што не сакаме публиката да дојде и да биде на врело столче, туку да дојде и да ужива. Веќе една клима се
во моментот се монтира горе, а се надеваме дека и до крајот на август ќе имаме уште една клима која што ќе биде имаме ние клими кои што се поставени, но мислам дека се лошо позиционирани. Представата на дното не се игра на автентичната сцена во Центарот за култура поради проблемите со одводот кој го има објектот при паѓање на поголеми количини на дожд. Но Вратеовски вели дека и овој проблем се санира, а во август најави дека актерите на штипската публика ќе им ја понудат неделата на театарот. Вчера, околу 15:25 часот на магистралниот пат Штип-Делчево во близината на Кучичинска крстосница се случила сообраќајна незгода, во која учествувале велосипедист и ПМВ Ford Fiesta управувано од 33 годишен возач од Делчево. Со тешки телесни повреди се добил 65 годишниот велосипедист од селото Чешиново. Поради сериозноста на повредите од Штипската клиничка болница, каде бил донесен, итно е транспортиран во ургентниот центар Скопје. И тоа на клиниката за нефрохирургија и се наоѓа во животна опасност, велат од МВР. Уидот на местото на несреќата извршил јавен обвинител и екипа од Кочанската полиција. Се работи на утврдување на причините на несреќата. Минатата недела во сообраќајна несреќа воzač усмрти 76 годишен велосипедист на локалниот пат при Бачево Оризари. Што јавуваат винарските визби? Еве го прилогот на Јулија Малинова. А таму се вели дека винарските визби во земјава го зголемија извозот на флаширано вино на странските пазари од лани за дури 7%. Стопанствениците од овој сектор велат дека актуелната продажба на вина од 2,5 до 3 евра на полица и дека странските купувачи биле пробирливи, бараат квалитет и ниски цени. Ете, тоа е стратегијата за извоз. Бараат квалитет, а ниски цени. Тоа на пазарот е во почеток кога треба да се афирмира производство. Подосна државата во почеток треба да помогне, а подосна целта е да се постигне висок квалитет и задоволувачка цена. Расте интересот на македонското вино на европските пазари, за разлика од порано кога најголем дел од извозот го сочинуваше наливното вино. Сега се повеќе приматот го зема виното во шише, кој има повисока вредност и носи поголеми приходи. Во овој момент актуелна е продажбата на вина од 2,5 до 3 евра на полица и тоа е со кое мора да сметаме со сите трошоци и за производство на гројзе, за производство на вино и за него оставање во, за се разбира, шишешки го прифати пазарот, со етикета, со се оно што значи европски или светски начин на полнење на вино во шише. Квалитетот и цената ја диктираат побарувачката и пласманот на македонските вина на европскиот и светскиот пазар. Според статистичките податоци, околу 10 милиони литри флаширано вино останува на домашен пазар, додека 30 милиони литри се извезува на пазарите во странство. Во овој момент во Република Македонија на меѓународниот пазар сме етаблирани 3-4 визби. Мора да се каже дека тоа е многу тежок и долгорочен процес, затоа што освојувањето на пазарот на полица е тежок процес кој бара многу инвестиции, многу пари во развој на брендови и на самиот процес на производство. Затоа што купувачите во Европа и надвор од Европа се доста суптилни, доста пребирливи, бараат висок квалитет за ниски цени и кој може да се вклопи во целокупниот тој, како да кажем, таа понуда на европскиот и на светскиот пазар ќе може да обстои. Според анализите на Министерството за земјоделство, лани за 7% во количина, македонските винари го зголемиле извозот на вино во шишиња. Вкупниот извоз на вино од земјава е зголемен за 29%. Негативен тренд се бележи само кај пониските цени, поради зголемената побарувачка и намалувањето на цените на светско ниво. Исплатени се субвенциите од 1 евро за тутунот од ланската реколта. За откупените 25.000 тони, тутунарите добија 25 милиони евра од државата или заедно со постигнатата откупна цена вкупно по 4 евра за килограм. Ваквата добра заработка од ланскиот род го зголеми интересот за производство на тутунот и за оваа година. Со постигнатата просечна откупна цена од 196 денари, заедно со субвенцијата на сметките им легнаа повеќе од 4 евра за секој измерен и продаден килограм на монополите.
Поради добриот квалитет на ланскиот род и поради добрата откупна цена која ја добија, земјоделците се решија и оваа година да го зголемат производството. Тие направија 250 договори за производство и продажба, повеќе од минатата реколта и планираат да насадат тутун на површина поголема од 700 хектари. Монополите брзаат да направат што повеќе договори со тутунарите, а колку ќе биде родот ќе зависи од временските услови до крајот на бербата, иако според планираното се очекува тој да стежи скоро 26.000 тони. И на крајот морам да ви кажам нешто што доликува на цивилизирани средини. Да ги паметат луѓето кои направиле успех во светот по нешто добро, биле постанале познати, а се родени или живееле на овие простори. На денешен ден, 1876 година е роден Петар Джидров во Ново село, завршил педагошко училиште овде, подоцна студирал во Бугарија, па студирал во Цирих, па во Белгија, докторирал на граѓанско право, социјалист по убедување и 1911 година го издал учебникот Коментар на трговското право. Учебникот кој се учи во многу универзитети денес и основа за научни трудови на многу од магистри и доктори. Подоцна во 1919 година е министер за правда во Царството Бугарија, заедно со таа влада е срушен, е малтретиран од разни десни влади во Бугарија, но станал универзитетски професор и угледен граѓанин на Царството Бугарија и никогаш не заборавил дека е роден во Штип. Живеел до 46 година, кога по превратот од 44 година е осуден како приврзаник или поддржувач на фашистичката, со таква терминологија да не се изразуваме повеќе, нали, со владата во Бугарија и убрал во затворот или е стрелан. Неговата куќа во Ново село се уште стои и се наоѓа на 50 метра под куќата на големиот Тодор Павлов или тамо каде што ние го познаеме како Зрнцева куќа или родната куќа на Славеко Арсов. Ете, јас сметам дека ми е чест и должност да го споменам големиот правник и професор, творец на еден од најпознативите учебници Петар Джидров. И тоа беше се за 17 часот, содржините ги проследите, мене ми останува само да ве поздравам до 20 часот кога ќе биде второто издание на Дневникот на телевизија или са вие полека разладувајте се денот, барем она високата температура одминува, прошетајте се низ градот, нели? Сретнете се со некој намерник или ненамерник, сепак човечка особина е да се дружиме, да не заборавите, нели? Довидување до 20 часот.